И ние излеговме победници од ова што се случи. Единствен победник во македонскиот пораз со Бугарија, хирургот кој се претвори во инфлуенсер и дипломат кој на крајот прифати бугарските уцени да станат европски услови за Македонија. Тоа е Бујар Османи, министерот за надворешни работи и кандидат за претседател на Македонија од ДУИ, човекот кој стави параф на протоколите со Бугарија со што Македонија целосно се го отежна патот кон Европската унија, момент што беше историски за Османи. За нас е историска можност исто така. Османи отиде чекор понатаму, па замина во Софија да го посети Христијан Пендиков, кој по кафеанска тепачка направи дипломатски скандал, велејќи дека го нападнале, бидејќи се декларирал како бугарин. Мора да создадеме атмосфера на нула толеранција. Иако речиси цело време тврди дека само уставните измени ни требале за да одиме кон неу, понекогаш Османи знае да се врати во реалноста и да каже дека и да ги ставиме бугарите во уставот, сепак ќе мораме да поработиме и на домашните задачи, односно внатрешните реформи. Комисијата проверува објективно дали ги исполнуваме критериумите. Тие немаат политички мандат. Иако шеф на македонската дипломатија, Османи често знае да се стави во улога на политичар од соседна земја, најчесто Косово, па така од позиција министар за надворешни работи на Македонија знае да бара решенија за спорот меѓу Приштина и Белград. Косово и Србија веднаш да ја реафирмираат посветеноста кон диалогот. Својата позиција Османи си ја користеше и да ги богати фирмите блиски до неговата ДУИ, па така Eurovia, кој е главен партиски донатор на Ахмети последниве години, доби 1,8 милиони евра за организација на самитот на ОПСЕ. Османи тука не виде никаков проблем, а за медиумите кои пишуваа за случајот, кажа дека ја брукале државата. Само да прекинеме со ова брукање на државата. Ке ни дојдат 70 министри. Покрај дипломатските задачи, Османи си имаше и други активности кои не се негова должност, и тоа прекршувајќи ги законите, со тоа што зборуваше на телефон додека вози, зашто и плати казна, беше во контрола на институции кои немале двојазични табли. Ало, добар ден. Бујар Османи на телефон. Како сте директор? Да, ја во сабота се јавувам, меѓутоа сакав да те прашам, бидејќи сум тука пред институцијата, гледам ова таблава е еднојазична само. Како ви е планот за заменување? А очигледно си имаше и други активности, односно влезе и во улога на новинар, па почна да снима подкасти, како во студио, така и во автомобил. И покрај сите професии кои ги има, Османи не можел да живее без плата, морал да се задолжува ако му доцни. Пријателите се смеат кога им кажувам дека ако еден месец не добијам плата, јас треба да се задолжам. И луѓето велат нема шанси, толку години функционер, кој знае какви се очекувањата за функционери, но го кажувам ова најискрено, дека еден месец да не ми стигне плата, јас морам да се задолжам за да преживам. Османи сега под паролата Европски претседател бара поддршка од граѓаните да се всели во Вила Водно, а главниот проект му е борба против руските сили во државата. Ке создавам, односно ке иницирам меѓународен борд, сочинет од домашни и меѓународни експерти кои што ќе вршат валидација, односно ветинг на... Докторот Османи веќе со години од стартот на коалициониот брак меѓу СДСМ и ДУИ, повеќе е во дипломатијата, пред да биде министер беше и вице-премиер за европски прашања, а во минатото беше и прв човек во македонското здравство.